Почитувани, на Македонија и треба нов договор, кој ќе го отелотвори заедничкиот патриотизам. Новиот договор ќе значи враќање на надежта, напредок и принципи. Новиот општествен договор ќе го донесе заедничкиот патриотизам преку мобилизација на секој еден поединец надвор од партијата во насока на развој и нова иднина на земјата. Новиот договор подразбира заеднички патриотизам, но и поединците да не седат на страна, бидејќи долго време тој простор е завземен од лукративната власт за лични интереси на незините носители. Тие, во име на тивкото мнозинство, одлучуваат за сите други. Заедничкиот патриотизам не е само празна флоскула, туку филозофија врз која почива оваа втора епоха. Заеднички патриотизам значи и отварање на вратите на ВМРО-ДПМНЕ за сите заедници, кои веруваат во рушење на границите, стереотипите и ново стратешко позиционирање кон сите останати заедници кои се дел од македонската нација. Заеднички патриотизам е да се градат училишта во исто време и во Битола и во Тетово, да се градат болници или градинки поеднакво и во Аеродром и во Чаир. ВМРО-ДПМНЕ во текот на вчерашниот ден го одржа 17-тиот конгрес. Партијата влегува во втора епоха. Во наредниот период ќе направиме општествена мобилизација на секоја една интелектуална сила во земјава и надвор од неа. На луѓето кои од тука излегле низ светот и направиле кариери. Ќе допреме до секоја слободномислечка индивидуа. Нашата цел е преродба на државата. Мораме да ја извадиме државата од калта во која Зоран Заев и СДСМ ја потонаа. Централниот дел на нашите политики во втората епоха ќе бидат слободата на индивидуата и слободната волја на изразувањето. Ова е повик до секој еден поединец за зграбчување на својот порив за напредок и општо добро. Низ политички активизам да си помогне себе и на државата. Да изградиме општество каде нема за обична услуга во матично, катастар или било која друга институција да се чека со денови или да мора да се плати мито. Да изградиме општество кое ќе биде во функција на секоја една индивидуа. ВМРО-ДПМНЕ ќе го предводи процесот на општествено обединување. Нашата цел низ ова е, низ една временска дистанца, да постигнеме стандард како во една Австрија, да дојдеме до ниво на едноцифрена невработеност, намалување на данокот на добивка и персоналниот данок на доход на 8%, данок за младите да биде 0%, а економијата по стабилизирање да има раст до 6%, да имаме еден универзитет во првите 500 на Шангајската листа, да влеземе во првите 50 држави што се борат против корупција на Транспаренси, да станеме дел од Европската Унија. Македонија може да се промени. Македонија ќе успее. Ви благодарам на вниманието.